Добар ден. Почитувани медиуми, ви благодарам за вашиот интерес денес да ја проследите мојата изјава како директор на ЈКП Водовод и канализација Прилеп, а во интерес пред се на пошироката јавност. ЈКП Водовод и канализација Прилеп е предпријатие кое представува сервис за граѓаните и работи со цел кон задоволување на потребите на граѓаните да им овозможи поквалитетен живот. Како директор на ЈКП Водовод и канализација Прилеп од првиот ден на моето назначување изјавувам дека правам се во интерес на ова предпријатие да функционира и работи безпрекорно, а граѓаните да се задоволни од истото. Но морам да нагласам и да зборувам за состојбите кои ги затекнав во предпријатието, како и новите предизвици со кои се соочуваме, а веќе представуваат глобален проблем за сите други јавни предпријатија. Јавното предпријатие Водовод и канализација Прилеп го превзедов да го раководам со 206 вработени, додека во овој момент бројот на вработени е 204 лица. Што значи дека овде отпаѓаат сите партиски неосновани напади на локалната опозиција во однос на вработувањата во ова предпријатие. Исто така, сакам да потенцирам дека во период од октомври 2017 година до октомври 2021 година реализирани вработувања во ЈКП Водовод и канализација Прилеп се вкупно 69 или околу на годишно ниво се вработувале по 20 лица. Овде станува збор за проста математика и јавноста може да оцени кој и како ја водел кадровската политика на јавното предпријатие. Од почнувањето на енергетската криза, ЈКП Водовод и канализација ја почувствува уште во месец ноември 2021 година со едно зголемена сметка за електрична енергија. Сакам да ми дозволите да направиме овде една споредбена анализа и паралела со цел да може да биде појасно сватена состојбата на ова јавно предпријатие. Цената за електрична енергија, како и тарифите за водните услуги, малкумина може би знаат дека не ги креира Регулаторна комисија за енергетика, тело основано од влада на Република Македонија. Во моменталните тарифи за водоводни услуги на ЈКП Водовод и канализација Прилеп се калкулирани според цената 3,16 денари по киловат час, а сегашната е 26,038 денари. Или да биде уште појасно, цената на електрична енергија од јануари до октомври 2021 година изнесува 3,16 денари по киловат час, моменталната 26,038 денари. Тоа значи дека фактурата за потрошена електрична енергија во 10-ти месец 2021 година била околу 1 милион денари, а додека фактурата за месец јули сега 2022 година пристигна во фантастичен износ од 5,5 милиони денари, или августоската која што сега ја очекуваме според наши пресметки се очекува над 7 милиони денари. Овде морам да истакнам разочарување од односот на владата кон јавните предпријатија, посебно од нивната заборавеност да помогнат со нивните политики, исто како што тоа го направиле кога обезбедија средства за ЕСМ, за МЕПСО, како и за ЕВАНА. Односно, очигледно е дека намерно ги заборавија предпријатијата кои имаат главна дејност да обезбедат основна потреба за живот на граѓаните, а тоа е водата. Како човек кој секогаш сака да размислува и работи со визија на подолгорочен период, но и земени во предвид предупредувањата за енергетската криза, уште со моето назначување на ова работно место започнав активности и проекти за инсталирање на фотоволтаици, со кои би се намалиле трошоците за електрична енергија. Но повторно и во овие активности наидов како предпријатие на игнорантскиот однос и никаков прием досега од страна на влада и ресорните министерства. Законодавецот нема слух да направи измени и да им дозволи на јавните предпријатија, каде основачи се општините, да произведуваат електрична енергија за сопствени потреби, исто како што можат јавните комунални предпријатија кои се основани од државата за кои што важи законот и можат. Друг двоен аршин со кој се соочуваме како предпријатие, а повторно е во корелација со државните институции, е тоа што при подготовката за реализација на споменатите активности потребно беше да обезбедиме проширување само на дејноста во Централен регистар, зашто постапката и одговорот од тоа се уште го очекуваме, а нашите информации се дека комуналното предпријатие Кочани веќе има регистрирано оваа дејност. Значи, во Прилеп с неодбиени, моментално чекаме одговор од Централен регистар во Скопје.
Од досега кажаното можеме да заклучиме како јавност дали владата на Република Македонија свесно ги кочи и од сите страни финансиски ги притиска јавните претпријатија. Се прашуваме дали нивната цел е јавните претпријатија да се прикажат како неуспешни со цел да се намалат или прекинат услугите кон граѓаните. И се тоа само за политички поени на централната према локалната власт. Јавното претпријатие, јас како директор на истото се соочувам и со други предизвици и трошоци кои веќе почнуваат да влијаат на стабилното финансиско работење на претпријатието. Но она што сега е потребно, а да најдеме начин како заедно да ја пребродиме оваа криза со која се соочуваме и ние како јавно претпријатие, но и граѓаните воопшто. Без да се постигне определена заедничка соработка помеѓу сите фактори кои можеме да си помогнеме, а со една единствена цел. Тоа е обезбедување на непрекинати, квалитетни, достапни комунални услуги, нема да биде добро за сите нас. На потек за поддршка и централната власт. Доста е за обиколување, игнорирање, време е владата на Република Македонија да најде слух за овие проблеми кои доколку не бидат превземени, тогаш целото оптоварување на трошоците на владата на Република Македонија остава да падне на граѓаните. Додека ние како локални раководители во Прилеп, а пред се јас како директор на водовод и канализација Прилеп, ќе дадам максимум во водење на одговорна и посветена работа. Ви благодарам на сите.